Добар ден, почитувани граѓани на Бојане, на општина Сарај, почитувам председателя на владата на Република Северна Македонија, почитувам градоначалник општина Сарај, почитувам председателя на Демократската унија за интеграција, драги представници на медиумите, мене ми е денеска особена чест што можеме вака заеднички да извршиме увид на градежните работи на нешто што беше рак рана во овој дел од општина Сарај, во село Бојане. Селото Бојане е последното населено место во градот Скопје кон граничната општина Желино и долги децении, не години, децении, било и заборавано и запоставувано од страна на градските власти. Овдека е доказ како во една соработка помеѓу општината Сарај и градот Скопје, помогнати и со владата, успеавме заеднички да го решиме овој деценијски проблем на граѓаните на село Бојане. Станува збор за буџетски средства на градот Скопје од околу 83 милиони денари. Општината го донираше проектот и ја спроведе постапката за изведба, со што на граѓаните на Бојане овозможуваме квалитетна не само патна инфраструктура, туку она што веќе е тука завршено на лице место. За прв пат работиме квалитетно и на фекалната канализација, атмосферската канализација и меѓутоа и водоводната мрежа, со што проблемот кој што го има граѓаните од село Бојане веќе ќе биде надминат. Внимаваме и на безбедноста во сообраќајот, на пешаците, изработен и тротоар во широчина од некаде околу 1,5 метар, со што можеме да кажеме дека Бојане конечно се поврзува со најдобрата инфраструктура. Знаете, барем овдека локалните мештани, дека овој пат се спојува и со патот кој што пред 2 години го пуштивме, патот во Копаница, што значи дека заедно овој цел дел добива целоста нова инфраструктура. Ако имаме во предвид и Рашче што го пуштивме во првата година, меѓутоа и бројните работи кои што ги сработи градот во соработка со општината во изминативе 4 години покажува и докажува дека во Скопје навистина секој е важен, дека во Скопје мораме да бидеме заедно, дека во Скопје нема едни или други, туку имаме едно наше заедничко Скопје. Со ваква посветеност, со ваква љубов, јас сум убеден дека ќе продолжиме и во наредните 4 години. Нека е со среќа патот.